Лидерот на владеачката партија Никола Груевски на синокешната пресконференција откако собранието го изгласа новиот датум за избори 5 јуни, посочи дека ВМРО ДПМНЕ се согласиле со поместувањето на датумот по низа анализи и консултации, како и по 4 уверувања кои ги добиле од представниците на Европската Унија и на Соединетите Американски држави. Прво, дека ова ќе е единствено пролонгирање и нема да има ново барање од нив за пролонгирање изразено во било која форма. Второ, дека до изборите на 5 јуни повеќе нема да има разни преговори за организирањето на изборите, бидејќи и тие сега веруваат дека ДИК ќе има доволно време да ја заврши својата работа со пречистувањето на избирачкиот список. Трето, дека нема да има поставување на никакви нови услови за одржување на изборите на 5 јуни, вклучувајќи го и законот за медиумите. И четврто, нема да има нови проценки за тоа дали земјата е подготвена или не за избори од страна на Европската Унија и САД, затоа што со поместувањето на датумот овие нешта се апсорбирани. Додатно на ова, добивме уште едно цврсто уверување од председателот на партијата ДУИ, Али Ахмети, дека стојат цврсто за одлуката за избори на 5 јуни, со или без СДСМ. Државата не може да биде заложник на една политичка партија, во случајот СДСМ. Груевски се обрати и кон оние кои сметаат дека во изминатиот период ВМРО ДПМН е направил премногу компромиси, па порача дека компромисноста, кои некои ја нарекуваат и прекумерно попуштање, се должи исклучиво во вербата во народот, државата и во силата која народот ја дава на ВМРО ДПМН. Дневните силења и надмудрувања, кои денес испаднал послапа кој појак ке завршат на 5 јуни, посочи председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. А лидерот на СДСМ Зоран Заев на пресконференцијата по полнок изјави дека во Македонија мора да има и ќе има слободни, фери демократски избори. На фери избори СДСМ ќе ја преземе одговорноста која што ќе ја дадат граѓаните. Промените доаѓаат на слободни, фери демократски избори на кои што ќе победат граѓаните, СДСМ и европските вредности, порача Заев. Конечно треба да се стави крај на политичката криза за да имаме влада со целосен политички легитимитет и институции кои ќе можат да се справат со безбедносните предизвици што ја очекуваат Република Македонија, оцени председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов прашан за став околу политичката криза и вчерашниот договор постигнат меѓу лидерите на политичките партии. Председателот Иванов изрази незадоволство од неодговорното однесување на поединци и политички партии кои, како што рече, само ја усложнуваат состојбата во Република Македонија, како и нивното отсуство на чувство за државност во моменти кога државата, регионот па и Европа се соочува со бегалска и емигрантска криза. Ако секој работи напорно и игра според правилата, веруваме дека изборите на 5 јуни може да бидат веродостојни и да ја придвижат Македонија напред во надминувањето на политичката криза, изјави амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Белио, откако политичките партии договорија пролонгирање на изборите од 24 април на 5 јуни. Белио очекува сите партии да преземат одговорност за да се создадат услови за фери демократски избори. Реформите во медиумите остануваат многу важен дел не само од изборниот процес, туку се и еден од приоритетните реформи што треба да се спроведат. Како медиумите ќе бидат оценети зависи од тоа како ќе извршат својата задача, како ќе ги покријат овие многу битни избори. Сите вие потпишавте етички кодекси, затоа најважно ќе биде како ќе ја завршите вашата работа и да им помогнете на македонските граѓани да бидат информирани, истакна Бейли, кој беше придружуван од европратеникот Ричард Ховит и од вршителот должност амбасадор на делегацијата на Европската Унија во Скопје Лукаш Холуб. Секој граѓанин во Македонија ќе може да ја надгради својата куќа до максималната висина од 10 метри и 20 сантиметри и во случај ако надградбата на објектот не е предвидена во планската документација. Ваквата измена е предвидена во измените на Законот за градење што собранието ги донесе на вчерашната седница, а за кои денес ке информираше министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Како што појасни министерот, оваа мерка се однесува за куќи кои се веќе изградени со одобрение за градење или се легализирани со Законот за легализација на бесправно изградени
изградените објекти. Доколку имате куќа и сакате да вршите надградба, прво до општината мора да поднесете барање за одобрение за градба, се разбира со претходно изработен проект за градба, без разлика дали надградбата на вашиот објект е предвидена во урбанистичката планска документација. Општината по сила на закон мора да ви издаде одобрение за градење и да дозволи да го надградите својот објект. Миграцијската криза го стави под закана на тамошното постоење на Европската Унија, предупреди австриската министерка за внатрешни работи Јохана Микл-Лајтнер. Таа тоа го изјави по конференцијата во Виена за проблемите со имиграцијата со учеството на министрите за внатрешни и надворешни работи на балканските земји. Микл-Лајтнер рече дека Европа е соочена пред најголемиот предизвик од времето на Втората светска војна. Ако не направиме се правилно, ќе ја отстапиме иницијативата на десни политички сили и тогаш единствена Европа брзо ќе го заврши своето постоење, истакна австрискиот министер за внатрешни работи.